Добрте на каналот Нов Асно. Палењето на ѓубрето и депониите многу си не вознемири сите нас. И ние овдека во Нов Асно направивме со нашите денешни гости, направивме ни мини анализи на отпадот и случувањата што се случуваат во државава околу третманот на отпадот и дојдовме до едни фрапантни резултати. Резултати што се зачудувачки, неверојатни, што се викаат, сето тоа го направивме стрнувајќи од увозот на отпад, количините, бројот на килограми на отпад и каков вид отпад нашата држава увезува. Да ги најавам денешните гости, тоа се два истакнати борци за човекови права, за здрава животна средина. Мојата десна страна, отвари прво постариот Дардан Венецки. Здраво, Дардан, и благодарам што дојде на денешниот подкаст. И Костадин Ристоманов, Дине, благодарам многу исто така што дојде, најде време да одвоиш од твоето драгоцено време да разговараме за оваа многу битна тема. Имено што се случи, ги симнавме резултатите за увозот на отпад и дојдовме до едни фрапантни резултати. Дали ќе можеш на нашите гледачи да кажеш што се случува и каква е состојбата околу увозот на отпад во Македонија? Ако ми дозволите, јас најпрвен би направил едни 2-3 реченици малку увод, за да ги воведам гледачите и слушателите, оние кои што ќе не пратат во иднина. Морам да кажам неколку уводни збора за да можат да разберат повеќе за што станува збор. Мислам дека сите ќе се сложиме дека денешното време на напредок на техниката за комуникација, на интернет, ни дава можности да имаме многу информации, но исто така немој да забораваме дека таа техника ни е дадена на нас не да не информира, туку повеќе да не дезинформира. Од тука може да заклучиме дека живееме во светот на лаги, свет во кој што живееме бомбардиран од политичките изјави, од политичките говори, од медиумската покриеност, да кажеме, на информатичкото небо. Луѓето всушност стануваат жртви на дезинформацијата, не на информациите. Така да постепено ние доаѓаме до ситуација во која што едноставно не створија да повеќе сакаме да живееме во лагите, отколку да живееме во реалност. Тоа што кажуваат на медиумите, тоа што кажуваат одговорните лица сега, во предходниот период, ние постепено се навикнавме на лажите, иако гледаме тоа што они го кажуваат, не е тоа во реалност. Така, предметот на оваа тема, што е загадувањето, ни велат, како што имаше во Бугарија, тази дупка не е дупка, така да ова што гледате не е тоа. Ова загадувањето, ова што гореше, што горат тие депониите, овде поготово у Скопје, у Струмица, секаде, дека не е тоа загадувачки, не е толку многу страшно, дека тоа не е опасно по здравјето, всушност, реалноста е сосема спротивна. Тоа е убиство. Тоа е, еве читав пред некој ден, тоа е еколошки геноцид. Тоа се вика убиство на сопствениот народ. А сето тоа, според мене, се должи на нефункционалноста на државниот апарат, на системот во кој што живееме. Не сега. Тоа е уште пред 20-30 години и тоа се само продлабочува, воопшто не се решава. Сега, прашањето е на гледачите, дали ќе ни веруваат нам, кои што еве ќе извадиме бројки, ќе извадиме податоци, или ќе веруваат вечер на оние кои што ги гласале и кои што им велат не секирајте, тоа не е ништо страшно. Не да е страшно, тоа е Чернобил. Ние живееме во едно општество во кое што секојдневно имаше пред известен период еден наш активист кажа дека во Скопје околу 5600 лица починале од последица на аерозагадувањето. Така да ние не сакаме да го видиме тоа што е очигледното. И затоа ќе се обидеме преку бројки да луѓето видат што се случува кај нас. Значи,
Значи, ова е фактичка ситуација базирано на податоци од статистиката на статистичките податоци. Да, вака, значи прво да објасниме дека Македонија не се справила, не може да се справи со сопственото ѓубре, со сопствениот отпад, немаме решение, нити комуналниот отпад, нити индустријскиот отпад, нити било каков отпад. Градежниот отпад. Немаме решение ние на тоа, но затоа пак најфрапантното, најстрашното е тоа дека еве да објавиме дека Македонија увезува отпад. По количини, например, ева најголемата ставка, јас и не знам што значи тоа, има една графа кај што вика под број 23 остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија, точка запирка, приготвена храна за животни. Ако некој тоа знае да ни објасни што е тоа, и тоа е... Кажи колку тони тоа е 6887, не, 68.871 тон. Значи тоа 68 милиони килограми. Значи 68 милиони килограми, тоа си е неде околу 3444 камиона да ги наредиш еден до друг. Тоа ќе направи колона, страшна колона од 70 километри, отприлика 65 километри. Тоа е фрапантно и никој не знае, јас не знам искрено, какви се тие остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија. Приготвена храна за животни. Ни толку ли животни хранеме, со шо хранеме тие животни? Не знам каква е тоа, например, не знам каква е таа ставка, но тоа нека остане за нели тоа независното истражувачко новинарство, белким некој ќе се сети да го истражи, да каже што е, но оно што нас не загадува, оно што не труе директно, ова не знам дали тоа не труе или не знам како, на кој начин, сигурно оно не е, пошто е отпад, но она што нас не загадува, тоа што се случува е палењето на кабли, како што рече, мислам дека беше Стојан Шангелов, дека некој им било наредено намерно да запалат каблови едно друго и така натаму. Така да, истражувајќи по тоа, имаме една ставка кој вели увоз на електричен и електронски отпад и остатоци. Са електричен и отпад и остатоци, веројатно се мисли остатоци на тие каблови што и горат. Имаме увоз некаде околу 6011 тона. Тие се не околу 300 камиона, ако по 20 тона еден камион, 6000 тон, 300 камиона. И сега најинтересното е земјите од кај што ги увезуваме. Најмногу увезуваме од Косово. Нели таму има електронска индустрија, има таму нели силна електронска индустрија од Косово. Значи 2 милиона и 460 илјади килограми, тие се 2460 тона. После имаме од Босна 1.1574 тона, нели таму има електронска индустрија, и имаме од Албанија 1976 тона електричен, електронски отпад и остатоци. Тие земји, Косово, Босна и Албанија, јас не знам, можеби не сум добро информиран, нека кажат гледачите, со каква електронска индустрија и електрична индустрија располагаат и од каде нив тој отпад. Дефинитивно, јас не знам, например, замисли се ова, да дојде во раците на еден царинарник, во раците на еден инспектор, да кажеме, и да каже од кај тоа, што е тоа, каков отпад. И најстрашното е, а кој го увезува тој отпад? Која му е судбината на тој отпад? Каде завршува? У каква форма? Тоа е тоа што нас не загадува, тоа с тие кабли што ги горат. 300 камиона. Пријавени. Да. Тоа што не е пријавено, не сакам ни да зборувам, но тоа е официјално според податоци за 2024 година. Тоа се јавни податоци. Еве овде ги имаме, јас овие на сите овие харти, си има што е, како е тука. Имаме на пример пластика, увезуваме отпадна пластика, на пример, не до 42 камиона отпаден пластика. Имаме на пример
Сецкана гума 370 тона, например. Да. Имаме И пак мислам дека сецканата гума иде од Албанија. па си има тоа графица, не Да, може да ги да. памтаме сите, но само да ви кажам, ние не се справивме со нашето ѓубре, ама увезуваме друго, но без никаква контрола кој го увезува, како се справува тоа, мора се фирми кои што имат лиценца за справување со отпад. Како се справува тој со отпад? Ги палат на депониите, да ја стопат таа пластика кој што ослободува најстрашни отрови, го сецкат тој бакар и го извезуваат тој бакар и прават милиони. Додатен. А сите ние се труеме. Толку е сега, да не сакам да дадам предност на Значи ова се официјални податоци, тоа се према податци од статистиката. 24 година. Дека увезуваме отпад у фрапантни бројки, камиони, тони и тони. Дардан, кои се твоите за истражување што ги имаш за нас? Добро вечер, Саше, за тебе и добро вечер за гледачите на Нов Аслон. Благодарам на честа и можност што ми го кажавте. У последно време немам многу можности поради своите истражувања околу древното минато и моите алтернативни ставови. Немам многу можности да се произнесувам за она што е предмет на главното моje истражување. Меѓутоа, овој отпад и труењето што го доживувам како жител на Ново Лисиче, сега е тема број 1. Јас сум човек 76 години, кој пола од својот живот го помина во Чаир, каде што сум и роден, а последниве 38 години живеам во Ново Лисиче заедно со своите деца. Перманентно се труеме. Тоа не е од вчера, не е ништо ново и тоа е нешто најстрашното. Само благодарение на Господа, јас мислам, се уште се крепам и се уште мрдам на оваа македонска земја. Зашто ги спомнувам и Чаир и Ново Лисиче, ќе ги видите паралелите после кои ќе ги споредуеме загаденоста на воздухот во Чаир и Ново Лисиче и условите во кои се живее и се грее во Чаир и условите во кои се живее и грее во аеродроми и Ново Лисиче. Поминавме од 1991 година, од осамостојувањето, сито и решето, сменивме многу влади, дојдо и Курто и Мурто, се променија и леви и десни, меѓутоа резултати нема. Ветување од едни, ветувања од други, а кога е загадувањето на средината, решавањето на смрдејата и труењето, резултатот е едно големо ке. Од сите ветувања едно големо ке и една голема нула. Ни остана само затруениот воздух, ни остана само да се труеме. Еве сега народот почна да се свести, добиваме и блокирани булевари, а децата ни бегаат. Очигледно ги фаќа апатија. Тоа е најстрашното нешто што може да ни се случи. Децата немаат верба во нас, постарите, немаат верба во оваа држава. Не гледаат едноставно перспектива. Зашто ова ни се случува? Меѓутоа морам да напоменам дека не е само загаденоста и смрдејата во оваа општина каде што јас живеам. Во иста состојба е цела Македонија. Бројката според неофицијални податоци на тиви депонии е 4-цифрена. Оставам на професионалните новинари во своето истражување тоа да го потврдат. Се гори и се труе на сите страни. Значи не е само аеродроми и Ново Лисиче. Цела Македонија. Ќе прашате зашто? Јас имам еден многу радикален став. Сметам дека постојат бизнис и политички елити кои што не сакаат решение на овој проблем. Аргументи има многу. 34 години имаме ке влади. И денес е исто. Не само во изминатите 34 години. Имаме власт која има апсолутно множество во парламентот, апсолутно множество во овие општини за кои што зборуваме во советите, ги имаат градоначалниците, ги имаат инспекциите, полиција, се. Меѓутоа решение на проблемот
на проблемот нема. Гледам разногласие во надлежните органи. Од хибриден напад кој што го пласира првиот човек на владата, од кој што наоѓа целата земја, меѓутоа неговите министри, неговите директори на јавни предпријатија на најодговорните места зборуваат нешто друго. Имаме министер за внатрешни работи кој што вели дека конкретно ќе земам Вардариште кој е најблиску до мене. Таму имало 200 луѓе кои што живеле на самата депонија и околу нејзе, кои имале некои ситни интереси за да палат ѓубре. Било комплексно прашањето да се реши. Како да нема камери, како да нема можности за апсење, како да нема можности за физичко присуство на таа депонија. Да се спречи труењето на преку 100.000 жители на општината Аеродром во која влегува Ново Лисиче, но тоа и во ја зафаќа и Газибаба. Тоа е преку 100.000 жители се трујат. Не можат да го решат проблемот. Се било комплексно прашањето, треба да се најде трајно решение за овие 200 луѓе да се ислат. Од друга страна, Стојанче Ангелов, најодговорниот за овие работи, ни вели дека ако ги иселиме ќе настане етнички прогрем, затоа што биле повеќето од ромската националност, може да се кренат ромите, може да се кренат невладини организации, тоа ќе ги засегало човековите права. А ние сме имуни, ќе трпиме, ќе се труеме, со газ маски ќе одиме низ Ново Лисиче и Аеродром. Сега ни се пласира и тезата за алтернативно решение, приватно партнерство по депониите и фирмите кои се барат со собирање и складирање на отпад. Народот би рекол, ама тоа бара време. Некој сега се чини ќе искористи маката на народот и труењето за свој бизнес интереси, за свој профити. А народот нема време да чека. Народот би рекол, не умри магаре при зелени треба. Нас се треба решение веднаш. Не утре, веднаш. Палењето, горењето, труењето, смрдејата мора да се сопре. И тоа точно иде во одредени временски периоди на денот. Цела година 365 дена, после 22 часот јас не смеам прозор да отворам. Дења е поинако. Ноќно време тоа е страшно нешто. Печат, очи, нос, грло, кашлање, да не зборувам сите симптоми, јас не сум лекар, лекарите подобро знаат. Ова се непобитни факти кои укажуваат на тоа дека ние не сакаме решение, го одлагаме решението. Токму тоа е желбата на бизнес и политички елити кои тоа сакаат да профитираат. Затоа ние 4 дена после оваа хаварија што ни се случи во Трубарево не знаеме што гори, колку гори и колку не труе и со што не труе. Затоа што не сакаме да го решиме, ние имаме само 15 инспектори во 80 општини низ Македонија. Па на 140.000 вработени во администрацијата, ние штедиме на инспектори за животна средина. Па има ли погорлив проблем од тој? Јас не гледам. Тоа не е за утре, не е за задутре, не е за после месеци ќе бараме партнери сега, приватни ќе бараме начини да ги селиме, да им обезбедиме услови на луѓето. Тоа е мафтање, фрлање прав во очи на народот. Затоа ние не знаеме колку отпад, никој не зборува за отпадот што се увезува. Овие количини, што ги кажа Дино, мене ми изгледа многу скромни. Да се нахранат толку многу депонии, треба многу повеќе. Надлежните треба малце да се ги отворат сите очи, да проверат што се случува во царината. Ако можат министри, премиери да ни бегаат во гепеци нерегистрирани преку гранични премини, што остана за камиони со отпад? И со нив истото може да се случи. Може да ни влегуваат колку сакат и каде сакат. Корупција на секој чокар. Во судство, во обвинителство, во министерства, во јавни предпријатија. Тоа е лудило, тоа мора да се сопре. Никој не зборува за забрана на
на внес на рециклиран отпад. Поважни се бизнес интересите на некои луѓе. Ние имаме повеќе од 3 години кривична пријава за циментара, затоа што не се само овие депонии. Ние имаме предпријатија кои што и фирми со печки за горување на висока температура, на кој што исто така се гори отпад. Кривична пријава пред 3 години поднесе градоначалничката на Скопје. Сте слушнале вие што се случува со таа кривична пријава? Нема ништо. Медиумите молчат, политичарите молчат, обвинителство молчат, судите молчат, ние само лаеме овдека. Народот сака да го чуе ова, надлежните затварат уши, бегаат и се кријат. Што се случува со кривичната пријава за увоз на канцероген мазут, кој што не сакат да го наречат прегорени масла? Илјадници тони се увезени. И тоа фирма на една политичка партија доминантна во Западна Македонија. Продаваше во претходната влада, сега и на нова. Главен снабдувач е и на ЈСП. Чудна работа. Дизелот ЈСП го плаќа подвојно повисока цена од она што е максимално одредената од регулаторната комисија која што се продава на бензинските пумпи. Че ние мора прво да го решиме со корупцијата. Мора да донесеме луѓе кои ќе сакаат ова да го решат. Толку би кажал во овој прв дел. Ќе оставам малце и на Дино, он е сепак во оваа област покомпетентен од мене. Он е долгогодишен борец за заштита на животна средина во неговиот роден крај Струмичката околија. Го следам по социјалните мрежи, долго време се бори за да одбрани неговата средина од напливот на желби за отварање на загадувачки индустрии, рударството со некои метали кои што можат да бидат топилница за алуминиум, кои што можат да бидат катастрофални за целиот Струмички регион. Па потоа јас би прешол на нешто друго. Зашто не сакаат? Кои се причините поради кои што надлежните не сакаат ова да го решат? Ако дозволите, Да, Богодан Вердан, значи, замислите како не ми е срам на оние професори, доктори на науки, на тие институции кои што не убедуваат цело време дека ти си виновен од огревното дрво што гориш мокро дрво. Мислам, тие луѓе мора да се у некои масонски организации заедно тоа да е заговорништо, да е некако конспиративно. Не може да не прават луди дека од мокрото дрво ние се цело време се загадуваме. Не, само вика од мокрото дрво, тоа не е ништо друго. А никој не ги спомнува овој екстремен случај на ова за електронски отпад кај што се запали у Трубарево пред неколку дена. Тоа како концентрација, како количина, тоа е, иако беше краткотрајно како пожар, но тоа остави толку длабоки траги како 100 години да сме гореле огромно дрво. Тоа никој не го кажува. Но тоа било екстремно 2 дена, да, ама оставаме последици. Така да, ние не сакаме да се увериме дека податоците од мерните станици, еве Струмица, Битола, ние во Здраво Котлин излеговме соопштение, некој ги штелувал, тоест ги менувал податоци. Ние имаме скриншот од нивните податоци и после во официјалните кои излегуваат резултатите, тие податоци се занемари, ги нема. Никој мереле од Штип, од Струмица загадувањето 365 дена, но сулфур диоксид, кој што е најопасен за дишните органи, кој што генерира сулфурна киселина, тој не бил предмет на мерење. Што ми мериш ти? Тоа што најопасното не го мерите, се мери нешто друго. Што упатува на една, да кажеме, на конспирација, но упатува на една организираност на државно ниво. Не сегашната влада. Тоа го име ние сите влади уназад. Не сега ова влада, не. Тоа е назад наследно. Јас се поставам створено прашањето
Дали можеби некаде нашата држава има некаде подпишал некој си договор да мора ние да увезуваме отпад и да го палиме? Дали имаме таков договор, треба да кажат официјалните лица. Долго време, кога не запрашуваа со авиони од гора, никој ништо не кажуваше, додека не се појави договорот во времето, мислам дека беше Заев премиер, дека сме подпишали за дозвола на прелет на авиони за контрола на климата. А зошто се тоа молчеше до сега и овој тој документ никој не го спомнува. Име дозвола да некој не запрашува од озгора, не знам зошто, под мотото за контрола на климата. Значи, зошто и ова можеби е некаков таен договор направено, ба мораме, зошто штом премиерот излегува вели дека имаме ние напад од внатре и од надвор, па тој напад нас се случува значи 30 години и повеќе. Ние сме постојано под напад, значи ние сме нападнати бе луѓе. Ние што чекаме па не се браниме. Значи веројатно јас би поставил прашање дали можеби и они имаат нели над секој владика има и владика, дали и они имаат некои такви облигаторни обврски, некои кои што морат да ги слушат некои се центри на моќ од западот или од каде е тоа, па мораат сопствениот народ да дозволи да се труе. Зошто не можам јас да разберам зошто да кажеме не се стави ред, да кажем еве, имаше порано забрана на секој вид отпад, за после мало на мала врата во парламент се пушти, ама само за енергетски отпад кој ќе се како гориво ќе се користи. Еми електричниот и електронскиот отпад какво гориво е тоа? Или тоа храна за животни од прехранбена индустрија, не знам, отпадоци, не знам што, каков отпад е тоа. Значи, ништо не е во ред со нас. Дали тие, не знам јас да кажеме, дали тие влади, досегашните влади, работат за некои други интереси или работат за својот народ? Не ми е јасно, не, собствениот народ. Па и тие луѓе имат деца, бе. И тие имат своје семејство, бе. Дали тоа нешто над нив, па не се моќни? Зошто и тоа да не се постава прашањето, бидејќи нема логика и тој министер, и он има свое семејство, и он го диши истиот воздух. Ако е така, дај да кажеме дека некој не отпишал и дека сме ние, дека тоа е конечно решение, како што беше на македонското прашање, како што беше Холокаустот во Германија за конечно решавање на еврејското прашање. Па ако ние сме дошли до таму, треба некој да ни го каже тоа. Дека ние ќе не трујат, ќе ни палят шумите, ќе не загадуват, да изумреме побрзо, да не се населат некои други луѓе. Ајде да го кажеме дека е така, ако е така и да видиме, да се бориме, барем да знаеме на шо сме. Сега ние не знаеме, те немало инспектори, те не знам, абе тие податоци, дај некои провери, бе, како од Албанија, како од Босна, како од Косово електричен отпад. И каде оди тој отпад, бе? Зошто никој не сака да стави крај? Јас верувам дека имат некои интереси, дека има корупција, јас знам дека има ама здравјето има ли цена здравјето? Па здравјето и на премиерот, здравјето и на министерот, здравјето и моето, и на твоето дете, на сите. Прашање, ние немаме тука наши, ваши сега, сите сме затруени, немаме. Зошто заедно не седнеме да решиме проблемот? А проблемот за депониите, за горените депонии, тој се решава за 2 месеца, бе. Абе се решава за 2 месеца, но зошто? Дали не е интересен од бизнис аспект, дали не влече тој поени политички, дали е сложен проблем. Па седете, видите, од Западна Германија ќе видите како е решен проблемот. Земи го тој модел, стави го тука и готово. Толку сега ние ќе измислиме топлата вода. Но веројатно има нешто кој што се уште не го знаеме, па ние се нагаѓаме и сето тоа што кажуваме овде, тоа се нагаѓање. Ред е некој од официјалните лица да ја каже каква е состојбата. Не можеме ние се палат шумите, се палат планините, сега им излезе спот дека некој пали некој си сервис за коли, не знам што. Значи има виновници. Зошто се случува? Затоа што не функционираат институциите во државата. И сега најголем доказ, еве јас сум доказ, најголем доказ. Јас тоа што го зборувам, да ме замолчат, да ме заќутат, јас имам 5-6 тужби и кривична пријава, ќе ти измислат 300 секој ден инспекции. Еве, подобар доказ дека во државата тие се организирани,
и за секој кој што ќе дигне глас, секој што ќе каже вистината, му следува кривична пријава, му следува овој прогон од државата, се користат институциите. Значи во институциите се влезени тие кои што не убиваат. Ако тие немат, ако се зависи тие луѓе, како што има зависност од дрога, зависност од алкохол, зависност од коцкање, па можеби они имат зависност од труење или можеби зависност од, како и викат тие пироманите, да кажат да палат, тие се сигурно пак некои други зависници, болни луѓе. Дај да се ослободиме луѓе, дај да се обединиме конечно, доста тоа името не го даваме, ВМРО, СДС, ДУИ, не знам шо, тие знам, тие не знам, не знам шо. Дај да се обединиме и да го седнеме заедно да го решиме проблемот и конечно да станеме тоа што заслужуваме, да бидеме стварно држава на изобилието и рај на земјата да направиме, а не пекол во кој што живееме. Дефинитивно ние живееме во еден пекол и секојдневно имаме нови изненадувања непријатни, од лошо по лошо, па уште полошо, а нема решение на проблемот. Дардан? Централно прашање кое што мислам дека вечера треба да го разјасниме за гледачите на Нов Аслом е зашто бизнис и политичките елити не сакаат да го решат. Меѓутоа ме повлече за јазик нешто дино, претходно сакам да кажам за загадувањето кое што ми доаѓа од озгора, од небото. Тоа е можеби најопасната работа, од која што ние денес во Македонија имаме преку 50% од младата популација која што страда од анксиозност, од панични стравови. Во моето време такво нешто не беше познато. Не знам ти, Дино, не знам ти, Саше, меѓутоа јас во мојата младост не знаев што е тоа анксиозност. Не знаев што е тоа паничен страв. А колку има аутистични деца? Тоа да не зборуваме. Значи, јас во војската на JNA, бивша пред 50 години, служев во специјални единици, под специјални услови 240 дена под земја со тројца генерали. Тоа беше областна контрола на лет. Следевме све што се случува на третина од Југославија горе на небото и 200 км надвор од границите. Точно знам како функционира авиацијата. Секој авион мора да иде по воздушен коридор. Тоа е воздушен автопат. Не смее да мрдне ни лево ни десно. Ако отстапи од дадениот коридор, имаше три опции. Тројцата генерали што беа во центарот беа задолжени, едниот за ловечка авиација, другиот за ракетни единици и третиот за противавионска артилерија. Зависно од тоа дали ќе се повинува на наредбите авионот што скршнал од коридорот, следуваше реакцијата на овие три рода од Југословенската народна армија. Значи само по одреден коридор. А што гледам јас овде кога е ведро времето? Гледам трагите од авиони во вид на решетка над Скопје. Коридорот што мене ми е познат, што проаѓа покрај Скопје. Има еден крак на исток, еден крак северо-запад. Не може да прави решетка, не може да лета над Скопје неконтролирано. Кои се тие авиони што ни оставаат траги во вид на решетка? Со што не прскаат? Зошто е ова табу тема? Ова повеќе го зборувам за истражувачките новинари, ако ги имаме воопшто. Ако не се сите глаени во служба на новија бизнис и политички елити. Тоа е едно од најопасните работи. Јас секоја сабајле негде од прилика 6:30-7 го слушам авионот над Скопје. Ги разликам звуковите на она авиација што е земјоделска, на оние приватни мали авиони и големите како што овие летат на Скопје и не прскаат. Но да се вратам, сега ова малку Дино ме повлече на централното прашање кое што мора да го објасниме овдека. Зашто бизнис и политичките елити не сакаат решение на проблемот со ѓубрето, проблемот со труењето и смрдејата. Јавна тајна е дека бизнисот со горење на отпад
е еден од најпрофитабилните. Јавна тајна е дека во Италија постои збирен центар, мислам дека е на Сицилија, не ме држите за збор, со милиони тони рециклиран отпад од цела Европа, кој се дистрибуира во држави како наша во која што цвета корупцијата. Во која што во судството, во обвинителството, во политиката, во бизнисот, во јавните предпријатија, каде не. Јавна тајна е дека Западот дебело плаќа, и тоа по тон на земен таков отпад, кој се зима за некои други цели, а во основа овде се гори по бројните диви депони за кои што никој не сака ни да спомне бројката. Затоа никој не знае колку, никој не зборува, поточно еве ние имаме службени, меѓутоа треба да се истражи на другото, да се други канали, кои што на сите ни е јасно дека постојат. Затоа ние имаме само 15 инспектори во 80 општини, да не можат да стигнат да си ја завршат работата за која што се платени. Затоа ние имаме неисправни мерни станици за мерење на загаденоста. Затоа ние немаме истражување на кој го рече ти реагенс Дино? Сулфурот? Сулфур диоксид. Сулфур диоксид. И затоа немаме истражување. Затоа никој не зборува дали сега се гореше увезениот или домашниот отпад. Затоа што не сака да го решат проблемот, 34 години ние немаме осуден човек за палење на отпад. Палењето на отпад ги загрозува животите на целата македонска популација. Тоа е тешко кривично дело. Ако ние осудевме неколкумина по 10 години, не знам дали други ќе се осудеа да прават бизнис од горењето на отпадот. Затоа се одлагаат и решенијата. Се бараат некои си, не знам какви, за мене нејасно се одолговлекува. Затоа свесно не лажат преку своји гласноговорници, преку своји ботови, платени и квази научници, како да ги наречам, тоа го поддржуваат и дел од медиумите, очигледно заседнати под закрилата на овие бизнес и политички елити. Па тие не убедуваат дека главното загадување на воздухот во Македонија, што е евидентно и никој не го оспорува, дури надлежните служби, дека доаѓа од горењето по домовите, во домашните печки и од возилата. Кои се овие луѓе што не убедуваат по ова? Тоа се луѓе, јас ги нарекувам хендикепирани. Ама не во умот. Внимавај, не се тоа хендикепирани луѓе, ма хендикепирани во рацете. Поточно, сите се без показалец. Никој нема показалец да стаи овде и даде одговор на прашањата. Еве, ја лично не знам колку пати сум ги поставил и по медиумите и на социјалните мрежи. Како е можно главен загадувач на воздухот во Македонија да биде согорувањето на цврст отпад по печките по домовите? Кога печки секој гори само зимно време. Нас ни е загадено и лете. И тоа само во ноќните часови. Како може да е главен загадувач горењето по домовите, кога ни еден домакин не гори во текот на ноќта? Јас сум израснал во Чаир, 38 години, цел Чаир се грееше на цврсто гориво, дрва и јаглен. Чим дојде време за спиење, огнот се гаси, да не скокне некоја искра, да се запали подот, тепихот и паркетот и така нахад. Секој домакин така работи. Нас ноќно време печките не ни работат, а воздухот 100 пати позагаден ноќе. Јас не смеам да отворам прозор, дење некако дишам. Како може нешто загадување да биде од возилата? Кога ноќно време имаме најмалку 100 пати помалку возила. Од центар до Ново Лисиче, јас ноќно време кога се враќам од
некој подалечен пат или од некоја забава или од некој роден ден, свадба не е битно, ќе сретнам 10 возила од центар до Ново Лисиче. Дење таа бројка е илјадници. Кој загаден? А ноќе повторно ни е 100 пати позагадено. Па ако од возилото и ако од печките, ноќеска ќе биде позагадено, а не дење. Јас кога идам у Чаир, брат ми уште тамо живее, често користам таа релација Ново Лисиче. Чаир, идам да се надишам чист воздух. Цел Чаир нема парно грејање. Внимавајте, нема парно грејање. Све се 90% на цврсто гориво. Има некој и на клима, ма грејањето на струја е поскапо. Или јаглен, или дрва. Кога ќе дојдам од Чаир према Ново Лисиче, ќе дојдам до мостов близнак, кај што се сега протестите, као да влегувам во гасна комора. Тоа е страшно нешто. Кој не лаже? Недоветни, хендикепирани луѓе, без показалец. Ајде нека го објасна тоа. Кого лажат? Што мислат, ние сме будали? Не може тоа така. Тоа навеќе на тоа мора да му се стави крај. Очигледно лични бизнис интереси на поединци се поважни од здравјето на народот. Ако има нешто Дино да Само дополни, сакам да ви кажам дека го прифатив ова гостување овде на овој подкаст со цел да им соопштам уште полоша вест на овие што не слушат, бидејќи и днината во која што ние ќе одиме кон Европската унија е неизбежен дека ќе одиме кон Европска унија. не знам дали ќе одиме. Но тој процес ќе ни го забават максимално, бидејќи таа Европска унија, наоѓајќи се во ситуација каква што е сега, Русија, Америка, Европска унија, Кина и што ти ја знам економските показатели ќе кажат многу повеќе. Таа Европска унија има донесено неколку закони, неколку директиви, они се служат од времето на Сталин, такви комесари, директиви едно друго. Они имат прогласено стратешки материјали и имат и критични материјали, за да намалат зависноста од Кина за подредени материјали и како најделе решението, нашле решението, оние како нас, кои што нели брзо чекореме кон Европска унија у наводници, ќе не користат точно за набавка на таквите стратешки и критични материјали. Значи, Војдина не очекува поголема офанзива, рударска офанзива. Македонија веќе е во канџите на некој начин на рударските компании, во интерес да се задоволат потребите на Европската унија. И така да нас не очекува да знаат дека не е тоа од мене измислено. Јас лично и моите колеги се бориме повеќе од 8 години да го спречиме рударењето во источна и југоисточна Македонија, бидејќи знаеме за последиците дека ќе бидат уште покатастрофални, но веројатно ние ќе се претвориме во рударска колонија и во депонија на Европа за отпад. Уште повеќе, внимавајте, во тек е за време на овие локални избори, сега што се, и ќе има и гласање за новиот закон за минералични суровини или за така речено за рударство. Кај што се предлага, има неколку критични, безобразни, самоубиствени предлози за Македонија. Замислете, со една комисија од 7-8 луѓе, од кои што ќе има представници на владата внатре, таа комисија по слободна волја може да процени дека некој си подраче, некој си рудник е од стратешко важност за Македонија, за државата, и они имат право и да иселат луѓе, имат право без да прашат, без референдум, без да спазат законската процедура, да прашат општината, да прашат граѓаните, да извршат анкетирање, да извршат едноставно да увидат дали граѓаните сакат или не сакат, тоа што ни е по устав загарантирано. Они имат право една комисија да прогласи стратешки интерес и утре ќе ти иселат од дома и во дворот утре ти копат заради тоа што таа комисија, некоја си комисија кој што
нешто слично како што беше порано и за закон за родова еднаквост, кај што пак е таква слична комисија кој што може детето ти го зема од дома едно друго и така натаму. Истиот шаблон сега е на рударската агенда направен, да ако се усвои тој закон за рударството, ако се усвои, да кажеме, на парламентот и владата го спроведе, нас, тоа што го кажав, дека за мене тоа е геноцид врз нас, врз сите, не е врз македонците, врз сите кои што живеат овде на оваа територија, дека ние се претворим во рударска колонија, во депонија за чување на отпад од Европа и едноставно ние си подпишуваме смртна казна за себе и генерации. Затоа не смееме да дозволиме, но еве ви кажам пример колку се моćни тие рударски корпорации, такви отпадоци што носат и така натаму. Замислите, пред Нова година се донесе закон за кој што ќе беше оневозможено или ќе беше многу тешко да влеземе како независни советници во општините. Па сега има таа калакурница сега што се случува во државата, па со 2 подписа, не знам од кај го измислија, па сега има и представка, не знам, утре ќе биде Уставниот суд да видиме што ќе реши, може и тоа да биде и драмата кој сака да направат, да нас не оневозможат да бидеме членови во Советот и едноставно они да си прават како што сакат. Тогаш се постава прашањето, овие политички партии не само што се на власт и тие што не се на власт, за кој работат. Дали они работат за интерес на своето население или против своето население. Затоа апелирам кај сите граѓани да размислуваат слободно, да престанат со таквите меѓупартиски кавги кои што се наметнаа намерно со цел да се изврши дефокусација на граѓаните во однос на овие горливи прашања од кои што животот ни зависи нам и на идните поколенија. Значи, ни наметнаа кавга едни со други, и во албанскиот блок, и во македонскиот блок, кавга да не може да се видиме, да се може да не препознава до омраза, а всушност испод рогозината ни пуштаат овој закон за рударство, увезува се отпад, се пали, се труеме, и мошто и уште други се не запрашуваат од небо. Што да ви кажам за пестицидите кои се увезуваат, што да ви кажам за лекарствата кои се никакви, кои што најевтините и најникаквите ни се даваат. Не знам, граѓаните мора да усватат ова сериозно и да земат активно учество и да ги проценат на вистина, да гласаат оние кои што се борат за нивно здравје, за нивно добро, а не за бизнес интересите, како што рече Дардан. Кои се решенијата? Ако мене прашуваш решенијата за загадувањето, тоа се решува за 2-3 месеца, затоа што толку е процедурата за да се донесе забрана за увоз на отпад, депониите да се оградат, да се обезбедат со камери, да има обезбедување, да нема пристап до нив никој. Селекција на отпад да се изврши како сите нормални земји, да се воведе пиролиза, мислам се викаше, без кислородно горење, кај што ќе се произведува топлина, да се формираат компостари, да се формираат предпријатија кои што ќе рециклираат градежниот отпад, значи да нема да имаме обучени луѓе кои што ќе детектираат увозеното. Ние сега во моментот немаме инструменти дали тоа е отпад што се увезува РДФ, дали е таков, онаков, или ние веруваме на хартија. Немаме инструменти, немаме луѓе, немаме институции. И се ние веруваме на документ. Што пишува на документ, тоа што го спомни Дардан, што пишува, тоа е. И што ме е по тарифникот дозволено, во ред, а внатре немаме начин ние да утврдиме дали тоа канцерогено или не е. Немаме инструменти кои што тоа ќе го измерат и ние си живееме тука од превезот, се чукаме во градите, ние сме патриоти, ние сме не знам што, а всушност ние сме предвидени за отстрел. Јас слободно може да кажам дека некој ни скроил капата
за кратко време нема да биде никаков. Никој нема да има. Што ќе ни е името, што ќе ни е територијата, кога ќе нема жители, кога почвата, водата, воздухот ќе биде затворен, кој ќе живее тука? Да. Како ги гледаш ти решенијата? Дино, да се надоврзам само на Дино и на Европската Унија, во несреќата секогаш има среќа. Кога ќе гледам процесиве како се одвиваат во Европа, побрзо ќе се распадне Европа, него ние да влеземе Тоа сигурно. во неа. Меѓутоа, проблеми веќе ни останат. И проблеми овде ние сами треба да ги решиме. Овие бизниси, политички лети не ни го решаваат проблемот. Јас сум начисто со таа работа. Не се надајам од нив ништо. Апсолутно ништо. Проблемот сега ќе си го реши само народот. Тој почна да си ги зема работите во своите раце. Ме охрабрува што прв пат после подолго време на територијата на мојата општина гледам блокада на улици, блокада на булевари. Мислам дека тие ќе се омасовуваат, народот се повеќе сваќа дека е оставен сам на себе и дека сам треба да си ги решава проблемите. Како до решение? Почна со блокади, а ќе заврши со изборите, локалните и парламентарните. И тоа со најсилното оружје што го има народот, а тоа е неговиот глас. Ја еве сега, прв пат во медиум, јавен, јавно ќе повика сите граѓани на Република Македонија во октомври, следниот месец, на локалните и наредните парламентарни избори, да ги испратиме во заборав сите политички партии кои од 91 година до денес беа на власт, а ништо не направива. Сите одлуки што ги донесеа беа против волјата на народот, против интересите на народот, дури и против волјата изразена на референдумите од 8 септември 1991 и на референдумот од 30 септември 2018 година, кога народот кажа не за ЕУ, не за НАТО и не за Преспанскиот договор. Ја погазија неговата волја, направива кривично дело. Со сила не бутнаа во НАТО и сега безглаво трчаат кон Бриселскиот бордел како единствена опција. Сите на изборите да гласаме против оние кои што беа на власт, да гласаме за нови ликови, за неизвалкани луѓе, за нови партии кои што до сега да им дадеме можност тие да го чујат гласот на народот и да се соживеат со народот, а не со интересите на некои бизнис домашни и странски елити, бизнис домашни и странски политички елити. Тоа мора да му се стави. Доста ни од Курто и Мурто, доста ни од леви и десни, ние сакаме живот. Нас ни е загрозен животот, загрозена ни е екзистенцијата. Децава ни избегава, попаметни испаднаа од нас. Гледаат дека немаат перспектива. Ги фати како би апатија. Не гледаат излез. Ние мора да им ја вратиме вербата во оваа земја. Ова парче земја е од Бога благословено. Божја земја. Единствена во Европа, запишана во Библијата. Има многу на оваа тема да се збори, ама нема да се занимаваме со историјата. Новите, кога ќе дојдат на власт, 5 работи. Подитно, закон за забрана на увоз на рециклиран отпад. Не може бизнис интересите на шака луѓе да бидат пред здравјето на народот. Ние во Труварова видовме едно семејно фирмиче, затру цел град од 700.000 жители, фирма која остварила минатата година профит од 8.000 евра. Се страмота, бе. Подитно бре затворање на сите такви. Каков рециклиран отпад? Нема увоз. Забрана, тотална забрана. Оние легалните, што се? Надвор од животните средини, надвор од населените
места. Одговорност мора да има за ова што досега ни се случуваше. Мора да завршат во Идризово и во Шутка сите онија кои што овозможија ваков геноцид, ваква тортура, вакво труење на народот. Ги има во бизнисот, ги има во политиката, ги има во царината, ги има во полицијата, ги има во политичките партии. Ако тоа не го направиме, Господ нека ни е на помош. Не може да бидат бизнис интересите и профитот на поединци, дали се бизнесмени или политичари, седно ја навлегувам, дали се леви или десни, бивши или сегашни, не ми интересира. Сакам живот, сакам здравје, сакам чист воздух. Тој што ќе дојде е должен да ми го обезбеди. Само да кажам дека ние граѓаните, сите, според член 43 мислам беше од Уставот, имаме право и имаме обврска да се грижиме за живота со средина. Значи ние сите имаме обврска. Не е тоа обврска на владата, само не е обврска на инспекторите, на не знам кој. Сите имаме обврска спрема Уставот да ја чуваме животата средина за идните поколенија, бидејќи ова што го имаме ние, тоа им припаѓа на идните генерации. И наша човечка обврска е да ја сочуваме, да го направиме да биде подобро место за живење за идните поколенија, како би имало смисла нашето обстојување. Тука повторно повикувам, немојте да се делиме по партиска или било каква линија. Загадувањето е за сите убиствено и ние мора да му дадеме приоритет и на овие локални избори и што кажа Дардан и на наредните парламентарни избори. Така да апелирам до сите да ги изберат оние кои што ќе нудат такви програми, но и кои што не ќе ветат само, туку ќе мора да имаме и контролни механизми врз ветеното дали тоа ќе го исполнат. Само така здружени заедно можеме да се зачуваме се што ни оставиле нашите предци. Од историјата до сите овие богатства што се наоѓаат околу нас, а ние така безразборно ги трошиме, ги уништуваме како завет за идните поколенија. Благодарам многу, Дине. Благодарам, Дардан, за ова прекрасен разговор. Јас ви отворам вратите кога сакате да дојдете, да кажете. Денеска имавме еден прекрасен разговор, а решенијата што ги кажуваат дефинитивно треба да бидат дел од идните решенија што ние мора да превземеме одговорност да ги имплементираме. На вас ви благодарам што не следевте во овој интересен подкаст. Слушајте и во иднина и до следното јавување ви пожелам се најдобро.